Алтаец! Шо ги немаме? Може, ајде. А? Може. Почитувани гледачи, добар ден. Се јавуваме од самото лице место на настанот. Ова е директен пренос од најновата историја на Македонија и на македонскиот народ. Имено, пред само неколку минути успеа од Марс да се вратат двајцата исповраќани кои што заминаа пред 2 години на испитување во оваа наша пријателска и братска планета. Ние колку што имаме информации, тие сега моментално се наоѓаат во карантин, бидејќи во сабота имаат многу битна утакмица. Ова е мал чекор за човечанството, меѓутоа многу голем за овој наш регион и ние сега ќе имаме ексклузивна можност да го проследиме разговорот само откако тие еве ги почитувани гледачи имаме можност да го поздравиме господинот Миле Паника, првиот македонски космонаут кој што само што се врати од планетата Марс. Добре дојдовте и поздрав од целото човечанство. Добро ве дојдов. Јас сум возбуден после толку време. Па вие и не сте го заборавиле нашиот јазик. И јас не сум го заборавил вашиот ја. Мислам дека стварно ова толку сум возбуден и не знам што да ви кажам. Тоа е до прекрасно доживување мислам за сите нас и толку сум гор што бев првиот македонец од оваа наша земја, а да бидам тамо и тоа ќе ми мислам што да ви кажам. Тоа веројатно ќе опаметите цел живот. Првото прашање за вас, како патувавте и дали ви беше тесно во ракетата? Па да, меѓутоа тоа ако земе се скупа да се стави, тој ќе биде се занимарливо, затоа што беше тесто, али таква има атмосфера горе за работа. Тоа е нешто, да не видите, ова е мали последици можева што е бркопас да ми се јави, меѓутоа тоа нема врска. И као што може да видите вие, и јас сум пресеќен и би е многу драго. Првите впечатоци би ве заболел вака ексклузивно за нашата емисија. Што да ви кажам, мислам за првите впечатоци се драстични. Ја мислам сите тие комуникации се беше захвалјујучи на компјутерските системи на Зоник, компјутери, тоа што произведуваат ова софтвери, мислам, продават софтвери, све компјутерски системи за фирми со комплетни контроли, тамо софтвер, обука, одржавање, све. И ја морам да им се заблагодарам на нив, бидејќи благодарение на нив, ние со Марс чак можеме цело време да комуницираме, а и у денешни услови тоа можеме да комуницираме захвалјујучи на Зоник компјутери. Значи уште еден голем чекор, ајде молам колега, преземете оваа пратка. Благодараме многу. Нашите гледачи сигурно ќе ги интересира. Јас би ве замолил, јас и коцизо да кажете за нив. Дали од Марс се гледа независноста на Македонија вака од целина, мислам? Па како да се гледа? Мислам, од Марс баш не се гледа, али вамо од Марс имаше многу убав поглед на Венера, особено тие Венерите брегови што беа, и од тамо више кој ќе дојдеме, више се гледа овде и тачно се гледа ова. Тука малце со Србија границата беше дискутабилна со колегите ние, меѓутоа тоа се зрачи и толку сум среќен и мислам сум ви возбуден. И ви е драго еве што како ова и сега историскиот момент, почитувани гледачи. Дали има живот на Марс? И ја тоа го чував писа вака као за крај, да ви изненадам и можам да ви кажам да. А дали се навистина мали, зелени и многу симпатични? Па да ви кажам, не се толку зелени и мали колку ние што ги мислиме, али се многу симпатични стварно и ја у оваа пригода имаме до изненадување. Ја имено земав еден примерок, само еден момент, морам тоа да се обележи. Ова е историски момент. Ремзи Перикс, ево е Ремзи Перикс. Ете, почитувани слушатели, имаме можност да го видиме првиот марсовец што пристигна на земјината топка и тоа токму во нашата Македонија. Разтовараме Ремзи Перикс. Не, ето видите од вика дали нешто треба да разтовараме, не Ремзи, као што се договаравме, биди вира. Првите карактеристики за овој примерок, дали ќе можете да ни ги кажете? Видите, ако што може да кажем, они се многу се симпатични и многу се овака, што е интересантно за нив, многу се работливи, да имаат некои живеат тамо у заедници, само се финансираат, само се школуваат ништо тоа. Да не му е нешто случајно? Не, тоа од микрофонот зрачење ќе го реса ти сам. Ремзи Перикс. Мислам, оди како што може да кажам, само се финансираат, само се образуваат, само се школуваат, живеат увако, што е многу битно, многу брзо се размножуваат, знаете, и така да мислам оваквото ни го пратија, многу се работи. Да, види сега ние вежбавме со него по пат. Јас ги припремив да знаат они каде ние
доваѓаме мислам и све то. И вака што е, Орем, као ја инсистирав нешто као се збогувавме и тој што им беше тамо главниот, они го викаат репрецедне, то не знам ништо као нешто као заедница нешто, и вика ве молам, еве еден мал поклон, мала пажња од нашата планета према вашата за унапредување на земјоделието во Македонија, при што ја многу му бев захвален, немав што да му дам, му дав една сликичка вака календарче мало и тоа е. И за крај рези, се озна иначе со долари со марки се то. Ајде што учевме македонско девојче. Ете, почитувани гледачи, имавме можност да го проследиме овој историски момент и да го проследиме доаѓањето на првиот марсовец на земјината топка. K15